Покрај основните дејности, според надлежноста на јавното претпријатие Комуналец од градот, собирање и транспорт на шут и снабдување на жителите со чиста вода за пиење, комуналното претпријатие е задолжено за пружање и на погребални услуги на населението од општината. За потребите на градот, според претходно донесена одлука на управниот одбор на јавното претпријатие за изградба на градска капела, деновиве отпочнаа подготовките на локацијата за изградба на објектот на новите градски гробишта во населбата Конопница. Раководителот на Комуналец, господинот Томе Тодоровски, информира за отпочнувањето на работите на терен, каде веќе се врши околчување и подготовка за обележување на темелите. Како одговорно лице на јавното претпријатие Комуналец, сакам да истакнам дека освен собирањето и транспортот и складирањето на отпаден материјал, како и производство и дистрибуција на вода за чиста вода за пиење, една од главните дејности на комуналното претпријатие е и давање на погребални услуги. За подобрување на квалитетот на дадените услуги, денеска започнуваме со изградба на градска капела лоцирана на новите градски гробишта. Нацрт проектот за изработка на градската капела е изработен од реномирана проектантска куќа по налог на претходниот директор согласно со предизборната програма на градоначалникот Арсенчо Алексовски. Моја задача, како и задача на вработените, ќе биде да го реализираме и финишираме проектот. Тоа значи дека во блиска иднина градот ќе добие една компактна и практична градежна инфраструктура наменета за погребални услуги. Капелата ќе ги содржи сите попратни простории потребни за извршување на достоинствен погреб на покојно лице по православни обичаи. Градската капела ќе биде лоцирана на влезот од новите гробишта, а ќе зафаќа површина од околу 132 метри квадратни. Истиот ќе содржи влез со трем, ќе има 2 помошни влеза и интерен ходник, просторија за свештениците, помошна просторија, прирачна остава, просторија за прием и просторија за привремено чување на покојниците, комора. Директорот на Комуналец нагласи дека за инвестицијата првично средствата ќе ги обезбеди јавното претпријатие од сопствениот буџет, а во понатамошниот тек од изградбата ќе се направат обиди за обезбедување и дополнителни средства од донатори. Средствата потребни за реализација на проектот ќе бидат обезбедени од сопствени извори во првичната изvedба, а понатаму ќе побараме и средства од одредени невладени организации и донации. Споменавте дека ќе се бара дополнителни средства, тоа би било во завршната фаза, претпоставувам. Денеска почнуваме со изградбата, динамиката на изградба ќе трае некаде околу 2 години, така да за 2 години мислам дека ќе биде завршена целосно комплетно објектот. Според првично изработениот проект на проектантската куќа, вредноста на капелата е проценета на над 7 милиони денари, а истата се очекува да биде финиширана за околу 2 години.